што ќе се посее вечер во нас. А при тоа, секако да го прославиме нашиот Господ Исус Христос, зашто само Тој заслужува слава, чест и величие. Алелуја! Утрово, Боже мој, утрово почнува со благослов Твој. Утрово, Боже мој, утрово почнува со благослов Твој. Денес ке Те славам, денес ке Те палам, денес ке Ти пеам. Љубовта Твоја изгрева, мој љубовта Твоја изгрева. Платнево, Боже мој, платнево, Духот ме води според планот Твој. Ајде заедно. Платнево, Боже мој, платнево, Духот ме води според планот Твој. Ти си дух и живот, Ти си моја карба, Ти си мојот извор, во мирот Твој јас ке пребивам, во мирот Твој јас ке пребивам. Алелуја! Слава на Твоето име, Боже! Ти си нашиот цар, Тебе Те славиме, Тебе Те обожаваме, бидејќи Ти си центарот на нашиот живот. Алелуја! Слава на Твоето име, Боже! Вечерва, Боже мој, вечерва, клekнувам пред Тебе во молитва. Вечерва, Боже мој, вечерва, клekнувам пред Тебе во молитва. Благодарам Ти велам, благослови што дела, во срцево Те носам, во преградка Твоја лекувам, во преградка Твоја лекувам, Боже, во преградка Твоја лекувам. Денес ке Те славам, денес ке Те фалам, денес ке Ти пеам, мој љубовта Твоја изгрева, мој љубовта Твоја изгрева, Боже, мој љубовта Твоја изгрева. Алелуја! Слава на Твоето име, Боже! Ајде заедно го славиме нашиот Господ и Спасител, Исус од Назарет. Слава Ти, Боже! Божјо слово во срце, во душа ми из уста излева, светиот дух ме полни, ме грева за Христос да сведочам. Божјо слово во срце, во душа ми из уста излева, светиот дух ме полни, ме грева за Христос да сведочам. Во Божјата, во благодат, Заедно! за Господови дела јас ке сведочам. Го љубам јас, го љубам јас, го љубам јас, Господ на двојствата. Го славам јас, го славам јас, го славам јас, Исуса Месијата. Заедно се радуваме. Нај, 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 нај.
Исус да излева, Светиот Дух ме полни, ме грева за Христос да сведочам. Божјо Слово во срце, во душа низ уста излева, Светиот Дух ме полни, ме грева за Христос да сведочам. Во Божјата, во благодат, за Господови дела јас ке сведочам. Го љубам јас, го љубам јас, го љубам јас, Господ нато извака. Го славам јас, го славам јас, го славам јас, Исуса Месијата. Халелуја, слава ти Господи Исусе Христе. Фала ти што делуваш помеѓу нас, Боже. Што ти се прославуваш од нашите срца, Господе, и тебе те славиме во името на Исус. Халелуја. Господова милост е, што и денес постои ме, што и денес дише ме, во љубовта на Исуса. Господова волја е да се молиме заедно, да се радуваме на животот од Христа. Заедно се радуваме. Радувај се, душо моја, и слави го Господа. Радувај се, душо моја, благодари му. Ке те славам, Господе, ке те следам, Исусе, ке те слушам, Господе, и ке вршам она што е од тебе. Радувај се, душо моја, и слави го Господа. Радувај се, душо моја, благодари му. Халелуја, слава ти Господе, слава ти Боже. Халелуја. Халелуја, Господе, ти си нашиот цар, ти си нашиот водич преку силата на Светиот Дух. И затоа тебе те славиме, Боже, и тебе те обожаваме. Халелуја. Ако епископот не е тука со телото, како вели Павле, со духот е тука. Амин. Бидејќи Бог благоволи преку неговата благодат и преку силата на Светиот Дух да го постави да служи и да биде светлина и пример во Македонија. Амин. И затоа сме вечерва тука, заради Божјата благодат што Бог го употреби и го искористи за Божја слава. Дајте му слава на Господ Исус Христос. Халелуја. Зошто велам, ако не е со телото, со духот е тука? Ајде сега, благословете се и прегрнете се. Халелуја.
секогаш Господ Исус Христос преку Неговиот дух има да ни каже нешто. И тоа што Господ ни го кажува е за наша изградба. Амин. Тој секогаш сака да ни даде збор кој што ќе не направи посилни и значајни пред таткото. Бидејќи евангелистот Јован вели, или посланието до прво Јованово, послание на Јован, таму вели, ако некој вика направи грев, кај таткото што имаме? Застапник. Го имаме Исус Христос, праведникот. Халелуја. И затоа вечерва сакам да зборувам, кога Исус е на престолот во твојот живот, се друго е Негово. Не е наше, од Него е. И затоа сме вечерва за Него. И ние ги отвораме нашите срца, Тој да ни зборува, Тој да ни изградува. Амин. Бидејќи ние се градиме преку силата на Светиот Дух, во името на Исус и во крвта на Исус. Затоа заедно ќе прочитаме во Евангелието на Лука 19 глава. Сакаме заедно да отвориме, да се фокусираме и да размислуваме. 19 глава од Евангелието на Лука, од 1 до 10 ќе читаме. Ќе прочитаме два текста и овие текста ќе ни дадат многу јасна порака како христијани како треба да постапуваме и како да размислуваме. И дека на нашето срце, на престолот на нашето срце треба да биде Господ Исус Христос, а не јас, не ти. Халелуја. Читаме. Отворевте сите, така? Вика, потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше, вика, низ него. И ете, вика, еден човек по име Захеј, кој беше началник на царениците и беше богат, настојуваше да виде кој е тој Исус. Но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. Затоа, вика, потрча напред и се качи на една од дива смоква за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Исус пак, кога дојде на тоа место, погледна, вика, нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези, вика, брго, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со што? Со радост. Алелуја. И сите кога го видоа тоа, негодуваа и рекоја: отиде, вика, да гостува кај грешен човек. А Захеј застана и му рече на Господ: Господи, еве, вика, половина од својот имот ќе го дадам на сиромаси, и ако некого сум оштетил, четворно ќе го вратам. А Исус му рече, халелуја, насмејано. Размислете како Исус му вели насмејано: денес дојде спасението за овој дом, зашто и тој е син Аврамов, зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Халелуја. Ајде уште еден текст ќе отвориме во Евангелието на Лука, во истото Евангелие, 7 глава од 36 до 50. Евангелието на Лука, 7 глава од 36 до 50. Отворивме сите заедно. Еден вик од фарисеите го покани да јаде со него, и тој кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпеза. И ете, вика, една жена од градот, која беше грешница, штом дозна дека тој седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе, вика, сат од алабастер со миро. Па застана, вика, одзади покрај неговите нозе, плачејки почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја, и ги целиваше и помазуваше со миро. Алелуја, фала ти, Господе. И кога го виде тоа фарисеот, што го беше поканил, рече во себе, велејки: кога овој би бил пророк, би знаел која е ова и каква е ова жена што го допира, зашто таа е грешница. Му одговори Исус и рече: Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој рече: кажи, учителе. Исус му рече: некој заемодавец имаше двајца должници. Едниот, вика, му должеше 500 денари, а другиот 50. Но бидејќи немаа да му вратат, тој им ги подари на обајцата. Кажи ми, вика, кој од нив повеќе го милува или ќе го милува? Симон одговори и му рече: мислам оној кому повеќе му подарил.
А тој му рече, право пресуди. И тога се сврте кон жената, па му рече на Симон, ја гледаш ли ова жена, влегов вика во твојот дом, ти ни вода на нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив. А таа откако влегов, не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, не изе и се простени многу гревови, зашто покажа многу љубов. А кому му е простено малку, тој мала љубов има. Не изе пак и рече, простените се гревовите, а оние што седеа со него на трпеза, почна да говорат во себе. Кој е овој што и гревови простува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир. Халелуја. Навистина овие текстови се допирливи до нашето срце. И ова што вечерва ќе го зборуваме, верувајте ми дека ќе донесе плод во вашето срце, во вашиот живот. Бидејќи вие живеете во Божјата благодат. Како што вели Павле, макар што јас не сум Павле, вели за црквата во Ефес, слушам, вика, за вашата вера. А и вика се зборува за вашата љубов. Алелуја. Дека вие растете. Но јас гледам за вашата вера. А и гледам за вашата љубов. Алелуја. Затоа, тоа го прави Светиот Дух во името на Исус. И видете, ова што вечерва ќе го зборуваме, не е едноставна работа. Треба само да бидеме покорни и послушни на Светиот Дух. Размислете, овој фарисеј го покани Господ Исус Христос, не со цел да му покаже гостопринство или со цел дека го отвара неговото срце, да му бидат простени гревовите, да биде исцелен и спасен. Бидејќи ова случка се спомнува во сите 4 евангелија. Можете дома, кога ќе одите, да си го прочитате, да го испитате ова. И знаете ли што е многу интересно? Беше поканет кај овој фарисеј, но тој викна и други фарисеи, учители, кои што го познавале законот. И тие сакале да го осудат Господ Исус Христос. И не само да го осудат, туку тие сакале да го искушуваат. Дали Исус знаеше дека Симон или овој фарисеј имаше таква намера? Исус знаеше се. Бидејќи евангелистот Јован вели, немаше, вика, потреба некој да му каже за Исус, за човекот. Тој знаеше се што има во човекот, буквално се. Размислете не само тука дека Исус помеѓу нас, тој и во твојот дом, тој и на работа кога си насекаде, тој знае точно каде се движиш, каде одиш. Но овој човек лицомерно постапуваше со Господ Исус Христос. Дали Исус му прости на овој човек? Според напишаното и читаното, му прости? Да. Иако овој човек беше лицемерен, иако овој човек правилно не го пречека Господ Исус Христос со отворено срце, иако го познаваше Бог, но не веруваше дека Исус е Месијата. Тој очекуваше, читајте ги 4 евангелија, тој очекуваше да биде исцелен, но не знаеше како. Затоа што неговото срце не беше отворено за Господ Исус Христос. И затоа Господ сака за нас да донесе исцеление, халелуја, да бидеме исцелени и духовно и телесно. Амин. Оти кога не сме духовно, ајде да кажам, кога не сме духовно исцелени, макар што ние сме спасени, верувајте ми дека доаѓаат осудувања во нашите мисли. Доаѓаат грижи во нашите мисли. И се чувствуваме како да направивме нешто погрешно. И затоа вечерва тоа ќе го пренесам и вие точно ќе го слушнете и верувам во името на Исус дека ќе го примите. Алелуја. Видете, овој човек бил лицемерен. И затоа што бил лицемерен, ниту прими исцеление, ниту дозволи Исус да ја спаси неговата душа и да го исцели неговото тело. Затоа што неправилно го пречека Господ Исус Христос. Но ова жена што направи? Со отворено срце даде се за Господ Исус Христос и ги целиваше неговите нозе. Падна пред неговите нозе. Вечерва Господ сака да паднеш пред неговите нозе. Амин. Тој сака да се понизиш.
Лицемерие кога надворешно покажуваш дека си верник во Бога. Малце ќе биде оштро, но верувам дека Светиот Дух ќе ти зборува во срцето. Амин. Лицемерие кога надворешно покажуваш дека си верен во Бог, а внатре во себе носи сосема друг менталитет. Не е Христовиот менталитет. Тој е менталитетот од светот, од ѓаволот и паднатите ангели. Едно зборуваш, а друго живееш. Едно зборуваш, а друго живееш. Какво ти е срцето? Криеш ли нешто од Бога? Запрашај се сам во себе. Господи Исусе Христе, какво ми е срцето? Дали кријам нешто од Тебе? Што е тоа што јас го кријам, а не го кажувам за Тебе? Зар мислиш дека Бог не знае што поминуваш низ твоите мисли и намери? Што копнеш и што е потребно во твојот живот? Бог знае се. И тој затоа што знае, сака да ти помогне. Амин. Но ти треба да му дозволиш, кога ќе се решиш и сам да овозможиш подобар живот. Така излегува дека Бог ти е многу потребен. Не дека Бог не ти е потребен. Кога доаѓаш во црква, ако во срцето го немаш Исус, тогаш на престолот не си го ставил Господ Исус Христос. Си ги ставил грижите, си ги ставил стравовите или потребите за пари, потребите за финанси, наместо Господ Исус Христос. Како овој фарисеј и учител кој што го познаваше законот, но не го познаваше Исус кој е. Затоа што се сомневаше дека тој е Месијата. Тој е Спасителот и дека само во него може да биде исцелен и ослободен психички. Амин. Тоа е многу важно. Исус не рече кој ќе го изгуби својот живот заради мене ќе го најде. Вистинскиот живот во Христос не е овозможен од пари, од бизнис сделки или добри прилики. Туку од тоа да не царува твоето его, туку да царува зачетникот на животот, Господ Исус Христос. Амин. Лицемерие кога со устата едно зборуваш, а со постапките го симнуваш Исус од престолот. Едно е кога устата едно зборува, а со постапките, со твоите постапки, го симнуваш Исус од престолот на твојот живот. И го ставаш некаде, каде? Во подрумот на твојот ум. Бидејќи твојот ум е дом, е стан. И наместо да биде насекаде во твојот дом, ти го ставаш во подрумот на твојот ум. Последно, за него треба нешто да направам, а не тој да ми биде приоритет. Бидејќи овој човек, размислете, овој човек, кој што бил фарисеј, не го ставил Господ Исус Христос на прво место. Тој сакаше пред луѓето да покаже дека се уште го држи законот. Затоа што покане тој фарисеј, учители, да го искушуваат и да го испитуваат кој Исус. Дали тој е Месијата? Исус со причина го направи тоа. Тој знаеше дека ќе дојде ова грешница. Знаеш и дека таја ќе го стави Господ Исус Христос на прво место. И дека се ќе направи за Господ Исус. Амин. Ако не се трудиш Исус да биде најважен, ќе бидеш растргнат од желбите на телото, желбите на егото и влијанието на светот. Ако одиш по свое, се распаѓаш. Ако одиш и пребиваш во Христос, се составуваш дека Бог те прави целосен, а не човек со раздвоена душа или разделена душа. Амин. Затоа што Исус треба да биде престолот на твојот живот, а не парите и останатите работи. Прво, пред да продолжиме, треба длабоко да размислиме. И ова сакам да го примиме. Знаете ли што е ова? Ова не е укор, ова е совет. И тоа совет од Светиот Дух. Бидејќи вие сте црква на живиот Господ Исус Христос, затоа што јас гледам дека вашата вера расте и вашата љубов се умножува. Амин. Но ѓаволот сака нешто да направи. И затоа во името на Исус нема да му дозволиме. Халелуја! Бидејќи вие сте црква на живиот Господ Исус Христос, кој што знае се повеќе да му служи од се срце и да се покорува на зборот Божи. Амин. Да се запрашаме.
Дали и зашто го лажеме Бога? Дали сум дволичен? Пред луѓето едно зборувам и правам, а кога сум сам, друго мислам. Ајде сега да се анализираме. Дали осудуваш некого? Некого. Со твоите мисли, со твоите погледи, со твоето срце. Дали имаш предрасуди и лоши мисли за синот? За твојот собствен син? Дали имаш предрасуди и лоши мисли за твојата сна? За ќерката? За зетот? А што е многу важно за пасторот, за пасторите, за епископот, за служителите во црквата, за браќата и сестрите, размислете дали озборуваш или озборуваш добронамерно. Добронамерно го правиш тоа, а не искрено. Значи не постои добронамерно зборување. Сето тоа покажува дека нешто подмолно се уште тлее во тебе. И го криеш, од кого го криеш? Од Бог. А Бог знае се. Како што му кажа на кого? На овој фарисеј. Тој мислеше дека Исус не знае кој е ова жена. А Бог направи точно план нив да ги пострами. И тоа да биде запишано. И јас и ти да го читаме. Дека бил некој Симон. Некогаш, кој што го поканил Исус, ама лицемерно и дволично. И не добил исцеление и спасение, но му било простено. Дали го разбирате ова? Тоа е многу важно. Еве денес зборуваме за него. Ако е тука, помеѓу нас, Симон, знаете ли што ќе направи? Ќе плачи. Затоа што не знае што пропушти. Го пропушти оној кој што дава живот. Оној кој што припреми ново небо и нова земја. Алелуја! Ако го криеш од Бога, не си признал пред Него, а затоа се уште е активно во тебе, ако е алчност, ако е лакомост или материализам, дали тоа го предаде на Бога? Ако не, тогаш, што ќе те води во животот? Како ги гледаш луѓето? Низ призмата на материјалното, ќе бараш ли од секого само корист? Зарем тоа вреди во споредба со Божиот дар, да бидеш израз на Божјата светлина и да го споделуваш Христос со сите? Што е поважно за тебе? Што е поважно? Христос, амин. Можеме да отвориме во Евангелието на Матеј 6 глава, 24 стих. Ова го кажа нашиот Господ и Спасител Исус Христос од Назарет, кој што е помеѓу нас и е во нашето срце. Амин. Тој кажа во 6.24: никој не може да им слугува на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрзи, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамон. Римјаните 12.9. Хајде да отвориме заедно. Вика, љубовта нека не биде лицемерна. Друго, ајде сите заедно. Ајде. Амин. Амин, кажите амин. Љубовта нека не биде лицемерна. Стоите настрана од злото и прилепувајте се кон доброто. И затоа вечерва Бог ќе направи чудо во вашето срце. Амин. Слава на Неговото име. Прва работа, Исус не бара само да посакаш да го видиш, тој сака да биде Господ на твоето срце. Библијата ни зборува за двајца луѓе кои се сретнаа со Исус. Еден богат човек и една скршена жена. Различни по статус, различни по приказна, но едно нешто ги поврза нив двајцата. Кога го сретна Исус, не задржаа ништо за себе. Му го даде на нивниот Спасител, на нивниот Исцелител. Оној кој што слободува, алелуја, оној кој што запишува во книгата на животот и оној кој што припреми ново небо и нова земја. Оној кој што припреми стан, ги имаш клучевите и ангелите ќе ти ги дадат клучевите еден ден. Овие клучеви се на Сашо и на Ѓахон Софија со нивното семејство.
преубав стан со златни улици. Амин. Зошто? Затоа што на престолот на твојот живот, на твоето срце е Господ Исус Христос. И ништо друго. Дали се сега моментално во својата собствена куќа? Не. Што ако дојде Господ Исус Христос сега? Амин. Се ќе оставиш. Ништо нема со себе да понесеш. Само човекот се лажи, мами. Дозволува ѓаволот да чепка во неговото срце и во неговите мисли. Затоа вечерва ние ќе се прилепиме кон доброто. Закеј сакаше да го види Исус. Не виде чудо. Не го тестира дали тој Месијата, току имаше потреба. Нешто недостасуваше во животот на Закеј. Кога навистина сакаш да го видиш Исус, што ќе направиш? Ќе направиш нешто. Ќе направиш некоја акција, ќе делуваш. Амин. Затоа што се работи за некој кој што дава живот. Не се работи за пејач. Така? И тој одминува. Не се работи за некоја видна личност која што не е вечна. Миллива е. Ама се работи за некој кој што дава живот, бидејќи Закеј слушаше. Исус мртви воскреснува. Слепите прогледуваат. Има зборови на живот. Секој ден размислуваше во домот. Кога ќе дојди во Ерихон? Кога? И ако дојди, јас што ќе направам? Сакам да го видам. Само да го видам. Само да го видам, да почувствувам радост. Да почувствувам мир. Размислете ако беше некој од фарисеите, некој ученик на законот. Дали Закеј би одел да го види? Не. Тие зборови ќе немале живот. Но тој сакал да го види затоа што во Исуса Христа неговите зборови носеле живот. Носеле исцеление и спасение. Обновување. Алелуја. Простување. Тоа беше многу вредно и значајно за Закеј. И затоа тој сакаше да го види. Кога навистина сакаш да го видиш Исус, ќе направиш нешто. Ќе се предадеш целосно, без некоја пречка. Закеј се качи на дрво без да мисли дека ќе се понижува пред другите. Иако немаше добра позиција и беше добро ситуиран. Тој го направи тоа јавно пред сите, без да се плаши и без да се крие од оние кои го обвинувале дека е манипулант. Значи така се зборувало за Закеј. Дека тој е манипулант, дека тој е крадец, дека тој е лажец. Но кога се работеше за Господ Исус Христос, тој сакаше да се сретне. Знаете ли каде најмногу се објавува, се покажува, се излева Божјата благодат? Таму каде што се размножува гревот. Таму каде што се размножува гревот, Бог е спремен во името на Исус да го спаси најгрешниот човек на оваа земја. Амин. И ако беше сам на оваа земја, Исус беше спремен само за него да дојде. Само за него. Или ако беше ти сам на оваа земја, Исус беше спремен само за тебе да дојде. Амин. Исто како што Бог направи план да трпи, не се знае точно колку години, да ги трпи гревовите на луѓето во времето на Ное, само да се изгради ковчегот, да се изгради бродот и да влезат натре колку души? 8 души. Трпеше. Халелуја. И затоа Бог води евиденција и тој се грижи за твојот живот. Амин. Бидејќи ти си праведен во Господ Исус Христос. И затоа семејството прима благослов од тебе. Не живее во проклество. Има многу масло, има многу брашно, има многу финанси. Заради кого? Заради тебе. Бидејќи си многу скап. И Бог ги трпи луѓето кои се околу тебе и се многу грешници, а ти ги гледаш дека веќе осудуваат да не постојат. Веќе ги осудуваш да не постојат, да не ги гледаш повеќе. Бидејќи прават многу големо беззаконие. Но Исус не е таков како мене и тебе. Тој простува. Амин. Значи кажавме дека Закеј се качи на дрво без да мисли дека ќе се понижува пред другите, иако имаше добра позиција и беше добро ситуиран. Тој го направи тоа јавно пред сите без да се плаши и без да се крие од оние кои го обвинуваат дека е манипулант. Тоа е со оние кои сакат да се сретнат со Господ Исус Христос. Но оној што е подготвен да се понижи пред луѓето, Бог го издигнува пред сите. Амин. Убаво да го кажам. Но оној што е подготвен да се понижи пред луѓето, Бог го издигнува пред сите. Амин. Слава на Исус. Втора работа, Исус влегува таму каде што се отвора срцето. Каде влегува Исус? Каде што се отвора срцето. Амин. Тоа е многу важно.
Исус што направи? Застане му рече: Захе, го познавам твоето име. И знам точно какви мисли имаш во твојот дом. Знам дека луѓето те осудуваат и те оговараат. Изборуваат лошо за тебе. Знам дека никој не те сака. Но, Захе, денес ќе дојдам во твојот дом. Алелуја. Многу верни пријатели не пошле кај Захе. Размисли какви пријатели си напуштил заради Христос. Тие не идат кај тебе повеќе. Знаете ли зошто? Затоа што те нарекуваат секташ. Затоа што те нарекуваат секташ. Ама знаете ли кој доега кај тебе? И кој е на престолот на твоето срце? Исус кој дава живот. Многу е позначајно и повредно тоа отколку другото. Со Исус имаш мир, а со нив може да имаш и немир. Исус не му рече на Захе: ќе дојдам во храмот каде што има обред и обичај. И таму каде што се праведните и светите. Туку јас ќе дојдам во твојот дом. Нема таму да се сретниме, Захе. Знам дека таму ако те видат, ќе те осудат и тебе и мене. Ама во твојот дом ќе дојдам. Каде што секој ден се измачуваше за тоа што го правеше погрешно. А јас те сакам и сакам да те ослободам целосно. Амин. Исус сакаше целосно да го осуди, бидејќи Исус имаше влијание на слобода. Само неговото присуство носеше исцеление, слобода и мир. Амин. А кога неговите, размислете, кога неговите зборови оддекнуваа, допираше во срцето на сите народи и на учениците. Затоа Петар што вели? Господи, само при тебе има зборови на живот вечен. Само при тебе. Јас сум одел во синагога, но се зборуваше закон и осуда. Но сега кога сум со тебе, има зборови на живот вечен. И кај ќе одам јас, Господе, ако не при тебе? Кај кого? Само при тебе, Господе. Да бидеме искрени, кога правилно не се предаваме и не го даваме нашето време за Исус и нашите финанси, дали не гризе совеста дека сме направиле нешто неправедно, а сме спасени? Сигурно дома тоа ќе ти варира. Ќе те гризе совеста. Што направив, колку дадев, целосно не го направив тоа. Ниту време посветив, ниту покажав љубов, ниту се извинив. Ама егото не покажува така. Дали ме разбирате? Егото не покажува така. Затоа Бог сака да бидеме богоцентрични, отколку да бидеме егоцентрични. Бидејќи тоа може многу опасно да ни наштети. Затоа Павле вели во Коринската црква, вика, помеѓу вас, вика, има фалби. Наместо, вика, да жали да плачи, тој, вика, се гордее. Вика, чекајте, вакво, вика, блудство надвор нема кај луѓето. А кај вас има во црквата? Размислете, егоцентричноста може да ја видиш каде? Во невладините организации. Горделивоста, лицемерието можеш да видиш во невладините организации. Каде друго место? Во владата, во политичкиот систем. Каде друго место? Во општините, институциите. Каде друго место може да ја видиш? Но дали треба во црквата, во Божиот дом, ова да делува? Не смеат од светот да се носат работи внатре во црквата. Црквата треба да носи светоста надвор. Амин. И тоа е Божиот план, тоа е Божјата воља. И кога ќе го видат вашиот живот, што ќе направат? Ќе го прослават Таткото Небесен. Амин. Бидејќи Таткото Небесен има огромна рака. И во неговата рака го топи секој еден проблем, секој лицемерие. Тоа е ништо, ако му го предадеш. Ништо не е, било каков проблем да е. Има огромна рака. И ово што го зборувам се, Таткото се радува. Знаете ли зошто? Затоа што ја зборувам истината. Како што вели Давид, ти ме избави со твојата десница. Како што му вели Бог на Езекил, јас ќе бидам со мојата десница, мојата рака ќе биде со тебе и мојот дух, немој да се плашиш. Немој. Јас ќе бидам со тебе. Јас ќе те чувам, ќе те водам, ќе те пазам, ќе те штитам. Кај да си? Амин. Кога Исус влезе во домот на Захе, се промени. И срцето се промени, и животот се промени. Парите што направија? Го изгубија тронот.
Лакомоста што направи? Падна. Што се роди? Искреноста се роди. Затоа Захе рече, Господи, ќе ти дадам, не, Господи, ќе ти дадам ако ми дадеш. Тој не рече така. Што кажа Захе? Еве Господи, вика половина од имотот го давам на кого? На сиромасите. Размислете какво влијание има Господ Исус Христос. Кога тој е во твојот дом, кога тој е во твоето срце, ќе има влијание. Ќе се променува нешто. Амин. И тоа покажува дека Исус живее. Ама ако не живее Исус, си спасе. Зборувањето на јазици не е Светиот Дух. Тој е дарот на Светиот Дух. Дали ме разбирате? Плодот на Светиот Дух е Светиот Дух. Дарот на исцеление не е Светиот Дух. Тој е дарот. Плодот. Даровите одат заедно со плодовите. Дали го разбирате ова? Плодот е многу поважен. Знаете ли каде изгуби Јуда Искариот? Сребролюбието, лицемерието. Знаете ли каде изгуби? Му беше дадено во името на Исус да исцелува. Дар, власт и така натаму. Но тој изгуби заедништво со Исус. Го изгуби плодот. Дали ме разбирате? Заедништвото со Исус го изгуби. И затоа е многу важно да го имаме плодот на Светиот Дух, а не помалку и даровите. И тоа го дава Светиот Дух. Ако е во нас Светиот Дух, живее во нас, има љубов, има радост, има мир. И еден што е важен од плодот на Светиот Дух, вели верноста кон Бога. Затоа што Светиот Дух е верен. Тој е испратен за црквата и тој станува верен до крај да ја пази. И знаете ли зошто антихристот не доаѓа се уште? Затоа што Светиот Дух го задржува. Амин. Светиот Дух го задржува. Тој кажа, половина давам од имотот на сиромашни. И тоа како? 4-кратно. Но оние што сум ги оштетил, не затоа што некој го натера, не затоа што беше закон, туку затоа што Исус беше на престолот на неговиот живот. Исус беше во неговиот дом. И се промени. Алелуја, слава ти Господе. Ти си мој кенициран. Жената со парфемот е давајне без задршка. И додека фарисеите судеа, додека религијата гледаше со презир, влезе вика една жена. Немаше име. Без име беше. Со лоша репутација, но со срце полно со љубов и понизност. Да се поклони пред Исусовите нозе. Таа не донесе зборови. Господе, колку сум грешна. Колкаво зло направив. Таа знаеше кој Исус и дека Исус знае се за неја. Исус си дозволи се да прави. И дозволи, затоа што таа знаеше кој Исус. Таа не донесе зборови, таа донесе парфем. Скап, вреден. Целата незина заштета. И таа го скрши шишето. Амин. Знаете ли, јас додека истражував колку пари кошташе овој парфем? Знаете ли колку пари кошташе? Се извинувам. Знаете ли колку пари? 15.000 евра. И то беше целата незина заработка. Бидејќи еден денар беше во еден ден. И сега вие ќе пресметате. Така натаму. Не сакам за ова да зборувам. Слушни внимателно. Кога го кршиш садот, тој е твојот живот. Мирисот се шири и се распространува. Амин. И ова сакам да го кажам во духот. Кога вие давате донации и давате десето, знаете дека тој е благопријатен мирис пред Бога? Знаете ли зошто? Песни пеете. Така дадовте од срце. И тие финанси влегува во цедината, така? Некој дел. Книгите ги читате. Тој е благопријатен мирис и ваш. Амин, пред Бога, како Гедеон. Што му кажа на ангелот? Почекај, да донесам нешто. Да донесам нешто. Што кажа Бог? Немој со толкава војска да одиш.
ќе намалам од 32, ќе направам 20.000, од 20.000 колку ќе направам после тоа? 300. Со тие. Од Израел ќе речи. Што ќе речи Израел? Со наша сила ние ги победивме медијамците, со наша сила. Бог вели ги знам какви се. Ги знам какви се. Тие така зборува. Бог вели, јас ќе го направам тоа. Само биди ми верен. Амин. Не со твојата сила. И тоа што си го дал, што си го вложил, тој благопријатен мирис не е твое. Не е твое. Знаете ли колку луѓе сакаат да бидат на вашето место, но не се тука? Знаете ли зошто? Затоа што го ставија Исус во подрумот на нивниот ум, во подрумот на нивното срце. Не го ставија на прво место. Таа не задржа капка за утре. Не рече ќе чувам малку. Се за Исус. Исус рече и се простени многу гревови. Зашто што има? Што има? Многу љубов има за Исус. Дали имаш многу љубов за Исус? Малку љубов? Колку имаш? Половина? Колку имаш за Исус? Многу, амин. Исус гледа. Се што зборува твојата уста, Исус слуша и гледа. Тој не само што слуша, туку го гледа твоето срце. И тој знае се. Исус не бара пари, тој сака да му го предаде животот и твоето срце и се друго е негово. Амин. Исус не бара десеток без срце. Исус не бара служба без живот. Исус не бара вера без искреност. Како вели таму? Не можете да му служите на Бог и на мамон. Не можеш да земеш 100.000 денари, а да даваш како да имаш 20.000. Ети тука Бог гледа. Од Бога што? Што не треба да се прави? Не треба да се крие, ниту да се задржува. И ако го задржуваш тоа, ти го задржуваш проклетото. Затоа што проклетото му го даваш на Господ Исус Христос, тоа што го земаш. Прво му го даваш на Господ Исус Христос, бидејќи тоа е проклето, тој го зеде проклетството, а другото останатото, знаете ли што прави Исус? Само го размножува, ништо повеќе. Само го размножува. И не знаеш од каде ќе дојди. Па тој е Бог, тој најдобро знае. И Гедеон се прашуваше, како Господи? Јас знам. Молк, јас знам како. Само треба да ги слушаш моите инструкции. Дали Ное имаше план како да го изгради ковчегот? Кој му го кажа тоа? Бог му го кажа. Од какво дрво, така? Со што да го намачка? Се му кажа Бог. И ако направи така, ќе биде спасен, ќе биде поштеден. Нема да зајгини ни тој, ниту неговото семејство. Ама треба да го послуша Бог. Амин. Што треба да направиме? Да го послушаме Бог. Амин. Како што каже Израел. Ке те слушаме тебе, Господе, и твојот глас. Сега, ако го слушате мојот глас, нема да ве снајде тоа проклество. Дали ме разбирате? Повикот е до црквата денес. Ова не е повик за пари, ова не е кампања, ова не е притисок. Ова е повик за преславот на твојот живот. Бог не прашува колку имаш. Бог прашува кој седи на твојот престол. Затоа денес Словото не повикува да погледнеме внатре каде, во себе си, кој сме ние, какви сме. Како Захеј. Слези од дрвото. Захеј каде беше? Качен? На дрвото. Не само физички. Тој беше качен и духовно. Дрвото, знаете ли што представува? Неговата гордост и сигурност во пари, позиција и контрола. Исус не му рече, Захеј, дај ми пари. Исус му рече, слези од таму. Од таму треба да слези Захеј. Зашто денес, додека си на дрвото, ти не си над луѓето, но ти си далеку од срцето на Бога. Амин. Кога се симнуваш, се симнува твоето его. И дозволуваш Исус да дојде во твојот дом, а тоа е твоето срце. Бидејќи нашето тело што е? Храм на Светиот Дух. Не можеш да го сретнеш Исус од височината на своето его. Средбата каде се случува? Долу, во понизноста. Амин, кога си понизен. Денес Исус ти вели, слези од дрвото. Не јас. Слези од дрвото.
но јас да влезам во Твојот дом. Амин. Ајде да кажеме, Господи Исусе, сега се понизувам пред Тебе. Ти влези во моето срце и работи. Сега, Господи Исусе, се покорувам пред Тебе, како Захе, како жената со парфемот. Пред Тебе, Господе, бидејќи јас сум запишан во книгата на животот. Ја не се кајам, туку дозволувам Ти да работиш во моето срце. А јас сум покаен, јас сум спасен. Единствено што ми треба да те разбирам Тебе и Твојот план за мојот живот. Во името на Исус. Амин. Денес, како што ти кажав, денес Исус ти вели, слези од дрвото и јас да влезам во Твојот дом. Како жената, скрши го шишето. Жената не го отвори шишето, таа што направи, го скрши. Затоа што некои работи не се даваат помалку. Некои работи се даваат се или ништо. Шишето денес за многумина е задршка. Стравот, минатото. Ќе видам подоцна. Ќе му дадам кога ќе ми биде полесно. Но шишето, што не е скршено, го задржува мирисот во себе. Дали го разбирате ово? И знаете ли што се случува? Наместо благопријатен мирис, нешто смрди. Кога го кршиш шишето пред Исус, твојот живот станува мирис. Мирис благопријатен на благодарност и љубов. Тоа произлегува од Господ Исус Христос. Жива жртва, не мртва религија. Амин. Затоа вели Павле во Римјаните 12:1, принесете ги телата своји како жива жртва. И тоа ќе биде значи духовна служба и угодна ќе биде пред кого? Пред Бога. Амин. Живи жртви значи срце што му припаѓа нему. Време што него штедиш за Бог. Животот што го посветуваш отворено од се срце без никој да те спречи. Целиот ти му припаѓаш на кого? На Бог. Амин. Денес, не утре. Денес Исус минува покрај тебе. Денес. Тој е помеѓу нас. Некоја ќе се среди. Денес. Тој повикува по име, како што го повика Захе, како што ја прифати жената. Прашањето е не дали Исус е подготвен да влезе. Прашањето е дали си подготвен да му го дадеш пресловот на твојот живот. Амин. Ѓаволот да не чепка во твоите мисли. Бидејќи тој може да го убие твојот живот. Знаете како не учи епископот? Ако има прелюбодејства, завис, егоцентричност, горделивост, тој е проблем за вашето здравје. Затоа после има притисоци и одредени работи. Заради непокорност. Дали го разбирате ovo? Не дека не сте спасени. Вие сте спасени заради Божјата благодат. Но овие работи можат да влијаат во вашиот живот. Ако му го дадеш срцето на Господ Исус Христос, ќе го дадеш и твоето време за Господ. Амин. Ќе седнеш и ќе размислуваш, Господе, што треба да направам за тебе? Ти знаеш се што има во моето срце. Ти знаеш се што имам во мојот живот. Го предам во твоите раце. Ти делувај, ти владе, ти управувај. Не јас. И животот и парите, и се што имам, ти ги посветувам на тебе. Затоа Исус вели, ајде сите заедно да отвориме како порак во Евангелието на Матеј 6 глава од 19 до 21. Ајде сите заедно. Матеј 6 глава од 19 до 21. Отворевме сите заедно, така? Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јади молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и градат, но собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јади, и каде што крадци не ги подкопуваат ниту крадат, зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде срцето ваше. Затоа е многу важно приоритет во нашиот живот да биде Господ Исус Христос. Знаете ли колку луѓе од Австралија, од Америка, од Германија, од секаде во светот
ги слушаат песните на епископ Константин Кешаров, на пасторот, и како се охрабруваат. И дури заради песните го прифаќаат Господ Исус Христос, затоа што тоа што го кажа Господ, тоа го исполнува. Дека ти ќе бидеш мост за да јас светам кај луѓето. Амин. За да јас делувам и тоа Господ го направи. Што прави сега кога ги слушаш песните секој дневно? Твојот дух се поврзува со Божиот дух. Умот се покорува. Војлјата, Божјата војля. Твојата војля, Божјата војля, да се спомни, така? И твоето тело е храм на Свети Дух. Затоа е многу важно се што правиме, да правиме од се срце, без принуда, без да размислиме за кого го правиме. Го правиме за нашиот Господ и Спасител Исус Христос од Назарет. Амин. Слава на неговото име. Дајте му слава на Господ Исус Христос. Силно, убаво слово кое што се надевам најде место во нашите срца и за кое што ќе размислуваме и кое што ќе даде плод. Сега би сакала да повикаме на наша сестра, тоа е сестра Орхидеја, да сподели едно сведоштво со нас заедно. Значи, многу е важно ова што го ќе осведочам, полука за сите, навистина многу поучно, затоа што ова, значи, како се вика, праши патар, јас сум паталецот, значи, па не сум навикната, ајвак, мислам дека се слуша. Значи, прво ќе кажам за себе, многу од вас ме познавате, јас, значи, тука сум член во црквата од 2015. Меѓутоа, како што кажа пасторот, мене тоа ме нападна, значи, нечистиот дух, ѓаволот, значи, тоа егоцентризмот, како да речам, едноставно ме нападна, мислам, не бев покорна, не бев, имав екоliko его, се навадив, нешто, глупости нешто, мислам дека тука прси умеша, значи, демон, умеша, така, јас не стана, и, значи, 2 години јас не идем. И за тие 2 години, катастрофален живот. Значи, ми се сврте све на опуко. Значи, не, од лошо по лошо. Значи, не, значи, еве, јас сум и пример, значи, више, никој да не направи како мене. Тие 2 години, јас го допред дното, под дното. Значи, немаше каде веќе. Уште главата, кој ќе потоноше у жив песок, уште главата ми надвор. Значи, лошо, секоја ден се лошо, више, не знам што полошо веќе. И одедно Светиот Дух, не знам како ме водеше, отворив таму интернет, гледам за црквата, нешто гледав, некој видеото од пасторот, и гледав, и добив идеја, викам на порака му пишам на пасторот. И го замоле да се вратам у црквата и се покажав. И кажав дека, пастор, јас се каам, што излегов, грешив, многу грешив, мене ми е многу лошо, не сум добра, дали може да се вратам? И он рече, да, може. Направо да богослужба, дојде. Значи, одма ме одобри. Јас сум многу благодарна за тоа. Сега, да ви кажам за тие 2 години, што се случи. Што се случи, тука малко може и другите да гледат. Така, добро. Фала. Што се случи за тие 2 години? Што се случи? Сега ќе зборам за својот сопруг. Значи, прво доби мозочен удар. Тоа беше страшен мозочен удар. Значи, тоа, што да ви кажам, агресивно. Кршење, тепање, мавање, што да ви кажам, одната страна, значи, му се фати. Ајде таму се пуштава, говор не може да зборува. Свеста му се поремети, скроз. Значи, и леко, што ја направивме. Значи, лошо, полошо, се полошо, што да ви кажам. Јас да те изгубив, значи, он беше диабетичар, шекераш, морав да му давам инсулин, да му мерам притисок, шекер, апчиња, храна да му давам. Значи, он не беше самостоен. Беше зависен од мене, мора се да му давам за да живее. Значи, не може сам да обстане. А здрав прав, што се вика. И одеднаш, тој мозочен удар, и
помина така некој известно време, малку му се поведе состојбата, меѓутоа, сега овој септември случај кој се рапира, така ако беше уште полошо, он почна да исплукува крв и што слај. Крв нонстоп и не знаеме што е. Однам лекари, тута стомографија, па не знам што таму ехо, зато таму гледа, не знаеме што е, вика, или апцес, или тумор, не знаеме што. А беше малка, кој е никој сантиметри, и рекоа да се направи бронхоскопија и биопсија, за да се испита што е. Тука и Весна, докторката ми помогна и Анита многу ми помогна, што ми беа цело време uz мене, да не знам за пастор. Значи за пастор цело време со пораки, цело време светуваше што да правам, како да правам. Сето тоа бев во врска бев цело време и понатаму што се случи, значи бронхоскопија и биопсија. Меѓутоа, он толку опадна, толку ослабе, што никој не се нафати. Еден лекар вика, не смеме да направиме. Друг лекар кажува, па да направиме. Ама ако направиме, може да остане неподвижен. И сега јас се истражив. А мојот супруг беше многу висок. И беше, немаше да го дигам, ако остане непокривен, не може да го дигам. И се истражив и вика, мај не правиме. И што така, колку живе, не знаеме што е стваре, фактично. И после тоа, значи, он беше се полошо, 2 месеца. Почне ги сега, не може да оди, силата одзема скроз. И не знаеме што се да направиме. И едноставно, во ноември, веќе, значи, состојбата му се влоши. Едноставно, тоа беше во ноември, кога докторот ме прати на торакална. Значи, торакална, хирургија. Меѓутоа таму докторот го виде, вика, ништо може да направам. Јас што и да направам, он ќе нема да стане од кревет. Од кревет ќе остане кревет, нема да преживее. И што да правиме, ми го пустија дома, јас дома не можам. Ништо, 2-3 дена, ајде до туалет одеше. После не можеше ни до туалет. 3 дена, во кревет. Се во кревет. И јас не можам да го дигнам, па што да ви кажам, да не ви кажам понатаму, што се случуваше, значи он не може да седи не може. Значи, ја го подпирам со предка, перници, значи не може да седи. Паѓа, се укошува, период паѓа. И едноставно, тие 3 дена, значи ми беа катастрофални, лека што траја кратко. Господ и Исус Христос цело време беа со мене. И со пастор. Анита тука беше сето тоа. Знае и Весна. И што се случи понатаму, значи, беше таму на торакална, 5 дена, го пуштија дома, одвај дома го однесо, директорот одвај дома, и после многу му се случи. Баш и со тораките, му е мерен со торакијата, нема се многу. Притисокот, што да ви кажам, горилот 80, долниот не знам колку беше, 60, 50, му се спојуваа веќе, и се јави на Анита. Анита вика, брза помош. И јас се јави брза помош и од него знаеа, па ми го даде она. Одвај дојдоа, па му мереа, му правеа све, а он не беше добар. И одвај го зема во болница и однесоа одвај на пулмо. Значи, одма на пулмо. И едноставно таму лежеше 5 дена. Сега тоа е најважното што ја тука има само подсетник. Него не читам само подсетнике, за не заборавам нешто што сакам да го кажам. Сега најважното, значи кои се тука Божите интервенции. Значи јас од тоа сум многу задоволна. Кои се Божите интервенции? Тоа е. Вака сега, значи тој на пулмо беше од 22, да не кажам натаму, не сакам да кажам одма. Значи на 27.11, точно 12 часот, напредне, јас порака од пасторот, значи јас му пишав како е, и он ми напиша порака, еве ќе прочитам, значи како он што ми кажа. Само во Бога надевај се и верувај му, објавувај Божје ветување. Врскочо, се се може. И јас, ова е многу важно што го кажам, значи навистина неверојатно, значи ова што се случи. И јас отидов веднаш во болница и јас, значи,
ги кажа тие Божите ветувања. Од Исаја 53:5 го прочитав тоа. Молитви, цел сат читав. Врзување, нешто срце, нешто врзување, благодарна молитва, покајничка, застапничка молитва во страв. Знаете тие молитви што се сите што ги имам во книгите. Плюс тоа се сетив од Библијата. Ги прочитав сите евангелија само за раѓањето на Исус Христос, пошто се ближеше ден. Оти беше ни ноември, декември требаше да биде раѓањето на Господ Исус Христос. Ја ги прочитав сите евангелија. Читав цел саат читав. И он слуша, така и се заспа, така мирно се заспа. И другиот ден исправува он. Почина. Меѓутоа, јас не сум благодарна Бога. Зашто он значи, не му беа големи макети, не му беа долги макети. И замислете, после, повера Господ ме водеше со време Господ, не знам што почина. Дали абцес? Е тумор. Не знам што е. И јас само што ми се јавија, викам да направите обдукција. Барам обдукција. И ама не ви треба, што ви треба тоа ја, зашто ќе ти направам? А тамо не ви треба, му убедува. Тамо не викам обдукција да знам од што почина. Не знам од што почина. И го направи обдукција, мислите, карцином од четврти стадиум. Четврти стадиум карцином. Значи тоа е неизлечиво. Тој само се мака, а со него и јас се мака. И јас да ви кажам еден камен ми се симот на срцето, пошто знам дека тоа е само мака, неизлечиво и Господ што порал да се весела подобро. Подобро, јас да ви кажам многу сизна. За тие неколку денови, освен тие денови кога беше во болница, значи они таму убаво држава. Го чиста, го мија, го правеа, значи си беше супер таму. Мене ме ослободија, ме обавија од таа мака што имав дома. Сега, кои беа Божјите интервенции? Значи, тоа сега не го кажам. Значи, тука има ми напишено сето тоа, да се подсетам. Прво не се мачича, но тоа е многу важно. Без болка, без болка. Знаете што е карцином четврти стадиум? И тоа метастази неки срцето. И срцето се поширило. И метастази неки мозокот. И а надоле немаше, кој вика немаше, а укучен беше, не знам и од што беше толку укучен, а ева не помогна, дека од центрите од мозокот најверојатно нема бил укучен. Значи без болка, без оф да речем, без оф. Јас се гледате, не плачам, не сум тажна. Нормално сопруг ми е тажна сум, меѓутоа, он се спаси. Физички нормално, навикната сум него. Јас сум навикната со него, меѓутоа јас се померив, затоа што он како му е тој живот. И јас измачив со него. Значи он не можеше да мрдне, не може да седи, да јаде, ништо. Ама и тебе Бог сила ти даде многу, нели, за сето тоа да го издржиш, така? И тоа како? Сила ми даде многу. После, тоа што ги прочита Божјите ветувања, пасто што ми даде, и тие сите молитви што ги од близо што читав. За мисле другиот ден он почина. Значи он се спаси од макет. Значи молитвите многу помага. Молитвите, кажете како е по тој живот него и мој, ако он остане што да живее. Реално препорува. Друго да е прв стадиум, друго е нека. Тоа не ви кажа на плуќата, на плуќата четврти стадиум, тоа што не е излечиво. Значи, нека не се лажеме, тоа не е излечиво. Понатамо, што е друго? Сега многу најважно и ова, сега во таа тешка болест, нормално да го нападнале бактерии, нормално. Сепса бактерии пристравате. И лекарите, некоја бактерија, ја и пред тоа уште ја испитаме, опасна, заразна, не знам што, мене не ме фати, еве, заразна. Се плашав сите, оно ја си испитав после, тоа викам, да видам, да си испитам сите. Ја не се знае, нема ништо, значи Господ ме чува. Таму сестрите бега, он беше во изолирана соба. Ја дори за него спикам, на друг кревет, имаше 3 кревети,
спиев тука со него, цело време бев со него. И ја го хране. Тама него ни хране. Значи инсулин му дава инсулин, ја го хране. Едноставно што они се плашеа, не знам како. Не е јасно мене зашто се плашеа толку, кога интуитивно јас се растрашав, вика тоа и напега само болни луѓе. Здрави не напега. Ето. Понатаму, што се случи? Значи исто така Божја интервенција, тоа што обдукцијата што ја направив, документите не ги дава, никаде. Дури мене ја толку, значи Бог ме водеше, тоа е чудо. Не само што ми ја дадава извештајата, кој што беше цел лист напишано, дури историјата, цела до лист, до почетен лист, еве Јанита се чудеше, вика тоа не се случува никаде, да ми го дадат и листот, значи сите листови што ги испитувале, што правеле тамо, значи историјата. Значи Бог ги отвара секогаш сите врати кои што се потребни. Да, ако сакаме нешто да добиеме и да го знаеме. Да, како не да. Тоа е најважно што он го прими. Он не збори да кажам, он доаѓаше од црквата тука време доаѓаше и најважно што он го прими Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител. И јас знам дека он сега е со Господ Исус Христос. И дека еден ден ќе се види. Да кажам на крај уште, значи ако бе во црквата, ова нема што. Значи јас тоа што излегов, мене демоните ме нападна. И Сатан, што не ме нападна, од лошо положение. А јас ако няма напуша црквата, јас нема што. Ја бевме заштитени од Бог и од Исус Христос. Значи, еве јас се вратив, значи јас верувам дека ме примате и вие. А јас се спредувам како вториот син, тој што нели отишол потошил свет, па се вратил, па таткото го примил. Нели ја така се спредувам со тој син, некој се вратил и таткото, нели он се потрошил, вика дали ќе ме прими. А таткото го прима со расширени раци, со срце полно. Така да јас се споредувам со тоа и така да знаете дека навистина Господ помага. Јас се многу сакам ова црква, многу верувам во пасторите, верувам еве и многу до овие медицинските лица многу помогна. Многу ми помогна. Значи ја Бог преку сите нас. Се видовме и ја гледам женава, позната ми е, и ми викала, се врати. Слава на Бога, река, слава ти што се врати. Убаво е ова сведоштво што Орхидеја го сподели со нас, за тоа како всушност за значењето на црквата, дека тоа ни е наша заштита, еден чадор во кој што сме заштитени. И веднаш, што ми излеземе од тој чадор, од таа заштита, тогаш веднаш има разни непријатности. Дали се тие во форма на болести ќе бидат, или во форма на некои финансиски потешкоти или други проблеми. Но кога остануваме, кога сме во Бога и со Бога, тогаш сме и во црквата заедно со Божите помазаници кои што се тука поставени, со браќата и сестрите, тогаш сме под заштита и секој проблем, секоја ситуација која што се случува и произлегува се надоаѓа, тогаш Бог на поинаков начин, како што е пишано нели во Библијата, дека Бог го врти сето тоа на подобро и полесно да се помине. Не дека верувам на Орхидеја и недостасува физички, и е жал секако. И ние сите го познававме тука Кочо, го имавме видено и во убав спомен ни е имаме за Кочо. Меѓутоа, сето тоа, ете, Господ и даде сила со поддршка од пасторите, со правилна насока и усмерување, како тој момент тежок да го помине и таа и да се надмине целата таа ситуација и да си биде таа повторно тука и заедно со сите нас. Сакам да кажам дека секој јад, секој проблем така што си го чуваш од душата, може да те донесе во болест.
можете донесе. Вака, што ако јас сега се секирам, плачам, се нервирам и мислам на тоа, или како што некои што прават одат на гробиште, овоно, и што ќе направам со тоа? Јас си ќе се радувам, а вака, мислам, не можам да го вратам, нели? Не можам да го вратам. Единствено, ја треба да си го чувам здравјето, да видам у црквата, и црква да им помага, и така да излезам од таа криза. Благодарим, Архидеа. Сега е време, ако нашите срца ги наполнихме со ова Божјо Слово, кое што преубаво го слушнавме, и кое што не поучува во многу работи, не поттикнува, не охрабрува, не утешува. Сега е време и ние да ги отвориме нашите торбички и да донираме. Зошто секогаш поттикнуваме и повикуваме на донација? Еве во самата денешна проповед слушнавме колку е значајно и зошто е важно да донираме. Затоа што на тој начин ние помагаме и сееме во Царството Небесно. Ние сме тие сејачите, кои што сме повикани од Бог. Ние сме тие кои што треба да посееме во Царството Небесно. А какво е тоа сеење во Царството Небесно? Тоа е сеење во нови книги, во нови песни, христијански убави песни, кои што го слават и издигнуваат Господовото име. Во нови книги, кои што не поучуваат, со кои што се храниме. Исто така, како преку Божјото Слово, така и преку книгите. Вие сите сте сведоци колку тие книги и песни, и пастор Ќамил спомна, колку тие ни помогнале во определени ситуации. И колку преку тие песни, најмногу преку песните сме сведоци, колку допираат, кон нас не допреле, нели не повикале многу во оваа црква, и исто така не допираат секогаш кога ги слушаме, но и преку книгите сме допрели и до други луѓе, до други души кои што се спасиле. Тоа е тоа сеење, тоа е таа наша задача која што треба да сакаме да ја правиме. Бог не повикал на тоа и верувам дека ние сите го разбираме тоа и спомнавме дека тоа е служба за дарување и дека тоа треба да го правиме со радосни срца. Не е тоа под принуда, под присила или дека тоа дека мора ние да даваме пари сега за пасторите или за некој. Значи, кога има потреба, да, тие средства треба да даруваме и за мисијата на пасторите, затоа што тие се поставени и ја вршат мисијата живо христијанство. Значи, и за тоа е потребна, за тоа се потребни материјални средства за да се изврши сето тоа на земјата. Исто така, не е секогаш материјални средства, некогаш е тоа време, некогаш е тоа дружба со човек кој што е потребно, некогаш е тоа сведочење. Еве токму затоа и Орхидеа го сподели со нас незиното сведоштво за да биде поука и за друг некој кој што или е сега или понатаму ќе биде во некоја таква ситуација. Знаеме дека се случуваат разни проблеми и ситуации, но секогаш да останеме со Бога и во Бога. Зошто тој секогаш, секоја ситуација ја врти на добро, ја трансформира и преобразува на добро за оние кои што го љубат Бога. А верувам дека ние сите го љубиме Бога и дека секогаш даваме со една жет и со копнеш, дека тоа не е со принуда, туку е со радост во нашите срца. Зошто Бог го љуби радосниот дарител. Ако се готови да ги благословиме кошничките Јана и средствата кои што предавна, нека е благословен секој оној кој што во името на Исус го отворил срцето за Бога и да дава онако колку што не може да замисли дека може да даде. И сето тоа да му се преумножи, да се чуди, затоа што се она што човек не може да го замисли, да го види на срце, да му дојде тоа, Бог го подготвил за него. А Бог подготвил повеќе од она што можеме да замислиме и да дадеме. Нека се преумножени
и финансиски, но и духовно радосни, исполнети сите оние кои што даруваат. Да ја примат Божјата љубов и да даруваат она што Бог го дава. 100-кратно и повеќе кратно во името на Исус. Амин. И сега повторно да го прославиме нашиот Господ Исус Христос со славопои, со песни, зашто тој заслужува да го славиме и издигаме неговото име, кој што е над секое име. И сега повторно доаѓаме како вели во псалмите, во псалмот 100, со благодарници, доаѓаме пред неговите врати, со песни во неговите дворови, за да го издигнеме и прославиме Господовото име, со благодарност во срцата наши. Алелуја. Има ли подобро од тоа да те имам? Има ли помило од мигот да се пијам? Код тебе, Исусе, милоста Твоја ми дава живот, лекува се во мене, ми го даваш мирот. Зборувај ми во овој час, да го чујам Твојот глас. Зборувај ми во овој час, да го чујам Твојот глас. Солзи од радост за Тебе се леа, Твоите слова срце во ми го краса. Со вистината за Емануел, во Тебе животот има смисла, во Тебе животот има боја. Емануел го живеа, од благодат во благодат. Емануел го живеа, од благодат во благодат. Твој Тебе, Господе, да славиме Тебе татко во името на Исус. Солзи од радост за Тебе се леа, Твоите слова срце во ми го краса. Со вистината за Емануел, во Тебе животот има смисла, во Тебе животот има боја. Емануел го живеа, од благодат во благодат. Емануел го со нас, Емануел го со нас. Алелуја. Слава. Во кого е нашата победа? Преку кого имаме победа? Преку Исус. Така е, победници сме преку верата во Него.
Љубовта од Бога ни е дар за живот преку Христа што го примивме. По милост да го шириме мирисот благопријатен. Во овој свет ние семе, слово живо, светлост Божја ние носиме. Кон секој за Христа души ние ловиме, за спасение. Љубовта од Бога ни е дар за живот преку Христа што го примивме. По милост да го шириме мирисот благопријатен. Во овој свет ние семе, слово живо, светлост Божја ние носиме. Кон секој за Христа души ние ловиме, за спасение. Во Исус имаме победа, во Исус имаме радост, сила, во Исус имаме љубов голема. Во Исус имаме победа, во Исус имаме радост, сила, во Исус имаме љубов голема. Љубовта од Бога ни е дар за живот преку Христа што го примивме. По милост да го шириме мирисот благопријатен. Во овој свет ние семе, слово живо, светлост Божја ние носиме. Кон секој за Христа души ние ловиме, за спасение. Ајде заедно. Во Исус имаме победа, во Исус имаме радост, сила, во Исус имаме љубов голема. Во Исус имаме победа, во Исус имаме радост, сила, во Исус имаме љубов голема. Во Исус имаме победа, во Исус имаме радост, сила, во Исус имаме љубов голема. Да, Исус, само во Тебе. За Твоја слава постоиме, за Твоја слава ние дишаме, за Твоја слава се љубиме и Ти си меѓу нас.
за Твоја слава постоиме, за Твоја слава не собрати, за Твоја љубов тука сме, името Твое го величаме. Алелуја, слава на Исуса. Алелуја, слава на Господа. Алелуја, слава на Исуса. Алелуја, слава на Господа. За Твоја слава постоиме, за Твоја слава ние дишеме, за Твоја слава се љубиме, и Ти си меѓу нас. За Твоја слава постоиме, и во Тебе живееме. Кој може да ме одвои од Твоите зборови? Алелуја, слава на Исуса. Алелуја, слава на Господа. Алелуја, слава на Исуса. Алелуја, слава на Господа. Алелуја, слава Ти Господе. Фала Ти Господе што пееме, што Те обожаваме, и фала Ти Господе што овие песни носат живот, затоа што Тебе Те славиме Господе. Ора ваша дана слава. Велики праведен си Господе, цар над царевите, Ти се со Твоето слово создаде, светлина и љубов излеа. Господ на Авраама, Исака, Јакова, Господ на воинствата. Слава на Господа Исуса Христоса, славата Твоја вечна е. Свет, свет, свет си Господе, сета земја со Твојата слава полна е. Секој колено клekнува, секој јазик Тебе те прославува. Господ на Авраама, Исака, Јакова, Господ на воинствата. Слава на Господа Исуса Христоса, славата Твоја вечна е. Алелуја. Свет, свет, свет си Господе, светна земја со Твојата слава полна е. Секој колено клekнува, секој
секој јазик тебе те прославува. Господ на Аврама, Исака, Јакова, Господ на двојствата. Слава на Господа Исуса Христоса, славата Твоја вечна е. Алелуја, слава на Бога. Да сте благословени во името на Господ Исус Христос, со совршено здравие, со мир и радост од Бога, постојана заштита од Бога. Нека Светиот Дух не води, а крвта Исусова постојано не заштитува. Алелуја, слава на Бога. Алелуја.